Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. Вистините и предрасудите за канабисот за медицински цели. Почитувани, во следниве 50 на минути ќе имате можност да ја проследите првата емисија од серијалот Вистините и предрасудите за канабисот за медицински цели. Ќе емитуваме само фрагменти од мега интервјуата со врвните експерти од Република Македонија, во чиј домен спаѓа оваа комплексна тема, иако нивниот број не е исцрпен. Гостуваат докторот по медицински науки и специјалист по фармакологија Гордана Дамјановска, магистар Лилјана Живковиќ Давидкова, раководител во Царинската управа, доктор Ирена Витановска, лекар, кој има излекувано повеќе пациенти и која заедно со Дамјановска ќе настапат во септември со студија во Белгија на научна конференција. Началникот од Министерството за внатрешни работи, поточно од Оделението за криминалистичка полиција, Сашо Трпчевски, и активистот и еден од администраторите на истоимената Facebook група на невладината организација Зелена алтернатива, Томислав Трајковски. Почитувани слушатели, гостин во студиото на Македонското радио ни е докторот по медицински науки, лекар, специјалист по клиничка фармакологија, вработена како помошник директор за клинички испитувања во Реплик, господица Гордана Дамјановска. Особено ми е чест да почитувани слушатели, да ви ја представам оваа гостинка, затоа што е навистина лекар кој ретко човек може да го сретне и во практиката. Иако не работи директно со пациенти, меѓутоа незините испитувања, сознанија, пристапот се неверојатни и веројатно ќе го почувствувате тоа. Зборуваме за една многу контроверзна тема. Овој циклус од емисии кој го стартуваме со доктор Гордана, од научен аспект тргаме, иако ќе ги обработиме и другите, и правните, и од аспект на корисници и така натаму, и од аспект на контрола на лековите, и од сите можни аспекти на кои можеме да се досетиме и да придеме. Значи, говориме за канабисот во медицински цели. Ќе го опфатиме ова благородно, би рекла, растение, околу кое неправедно се крена толкава и се уште се крева толкава врева, значи кои се вистините и заблудите или предрасудите, би рекле подобро, околу канабисот. Што е според вас, зошто и колку пациентот и обичниот граѓанин е упатен и колку не става во еден кош се? Заедно со синтетичките опијати го ставаат и ова природно растение за кое, според некои научници, а тие не се малку, е утврдено дека нема смртен случај со користење, па дури и за рекреативни цели, иако нашата тема, рековме, за медицински аспект, а сепак било на осуденичка клупа ова растение. Јас би сакала да се зблагодарам најнапред за поканата да учествувам во емисијата, да ги поздравам слушателите на Македонското радио. Станува збор за растение кое што е употребувано поприлично многу историски, кое што е забрането 30-тите години, кое што е на листата на наркотици од Обединетите нации, кое што е дозволено за медицински цели за употреба во поприлично голем број земји на светот, меѓутоа и за кое што се уште постојат море на информации, блогови, формални, неформални, дезинформации, поприлично многу еуфорични очекувања заради нелегалноста на растението, недоволно голем број на клинички студии,
кои што би можеле да ни укажат на терапевската ефикасност во смисла на она што значи поистоветување со секој еден лек кој што се применува за третман на одредени заболувања. Значи, од се помалку. И во една таква замаглена ситуација и на државно ниво, во светски рамки, на глобално ниво, веќе се прави обид и за хармонизација, не само обид, туку и конкретни мерки, во смисла воспоставување на систем кој што вклучува во себе 5, би рекла, алки, почнувајќи од тоа дека секаде примената на канабисот за медицински цели е државно контролирана, значи тоа е прво. Второ, државата одредува каков семенски материјал ќе биде употребен, значи што ќе се сади. Тој што ќе биде засадувач на семето мора да исполнува одредени стандарди агрикултурни. Неопходно потребно е да се контролира и да се добие дозвола за екстракција или за каква и да е понатамошна обработка на растението, што ќе израсне, значи тоа би била втората алатка, која што е поврзана повторно со делот на агрикултурата. Третата алатка, она што ќе се добие како производ кој би се употребил понатаму во третман на заболувања, каде повторно постојат стандарди и норми, значи GMP во конкретен случај тоа е добра производна пракса. Треба да биде исполнет принципот на добра производна пракса, претходно добра агрикултурна пракса, добра дистрибутивна пракса, значи сите се тие нормативи кои што државата ги поставува со цел да добие контролиран, квалитетен производ кој што понатаму ќе биде пласиран кон пациентите. Значи ако стигнавме веќе до третата алка која што би била добрата производна пракса во производство на одреден производ, четвртата алка би биле лекарите кои што би го препишувале тоа и фармацевтите кои што би го издавале лекот, и петата алка пациентите. Кога зборувам за примената на канабисот во медицински цели, зборувам за примена на канабис во рамки на здравствен систем. Значи, постојат и алтернативни пристапи со клиники за канабис, меѓутоа тоа не е во рамките на здравствениот систем. Зборуваме за класичен здравствен систем и секаде во светот, посебно во земите кои што имаат најголемо искуство во примената на канабисот за медицински цели, иако искуството реално по однос на легализирањето и не е во толку долг временски период, апропо она што значи модерна медицина и медицина заснована на докази. Значи примената пред 30-тите години е една работа, тука не можете да извлечете нешто што е материјал кој сега би можел за научни цели да може да се употреби. Од историјата сите ќе се значи, ја тие даваат податоци да познати ни се, меѓутоа тоа може да го употребиме само како индикатор кој би можел да ни посочи во кој правец би можеле да се движи. Да, еве највпечатлива е она пештерска икона каде што со Исус Христос е прикажан канабисот, значи се утврдува на тој начин дека и тој знаел нели за канабисот. Тоа е растение кое што е присутно ендемски во ова подрачје. И во ова подрачје, иако можеби малку повеќе за опиумот се знае и малку повеќе особено за овие лековити својства, нели конопот можеби малку повеќе се произведувал за индустријски цели во Македонија. Да. Реално тоа е поврзано и со она што како материјал, како растение екзистира на подрачјето на територијата на Република Македонија. Јас не би навлегувала многу во вариететите, тоа повеќе во делот на лица кои што работат фармакогнозија, меѓутоа и генерално јавноста ги знае. Канабис сатива, канабис индика, тоа се различни така наречени стрейнови кои што имаат различни концентрации на канабиноидите THC и CBD, тоа е тоа што е главното. Она што ние го користиме е канабис сатива со тоа што од фармаколошки аспект, јас ќе кажам, значи од медицински аспект, нам ни е ирелевантно дали е канабис сатива или канабис индика. Тоа е повеќе релевантно од аспект на фармацевска технологија, во смисла дали повеќе ќе можат да екстрахираат THC или повеќе ќе можат да екстрахираат CBD, а да имаат помал растур, поголема концентрација на канабиноидите. Она што од фармаколошки аспект нам ни е значено е молекулата активна. Генерално, иако постојат многу, растението има преку 400
така наречени канабиноиди, кои што се активни, терпени, омега масни киселини, Омега 3, 3, омега 6, 9, така. есенцијални аминокиселини, витамини, пигменти, фитостероли, значи поприлично е богато. Меѓутоа, она што од фармаколошки аспект во смисла на можниот терапевски ефект нас не интересира и каде што истражувањата главно во моментот се сконцентрирани се двата канабиноида. Тетрахидроканабинол или ТХЦ и канабидиол или ЦБД. Психотропното дејство е дејството на тетрахидроканабинол. Тоа сакав да кажам, мене ми се чини дека во јавноста и не само меѓу обичните луѓе, меѓу корисниците, туку и во некои што би требале да бидат малку повеќе упатени. Имам чувство дека ТХЦ и ЦБД, секогаш кога се зборува за канабисот, некако по дефол се мисли на ТХЦ, односно на тие хај ефекти. Магистар Лилјана Живковиќ-Давидкова. Таа е раководител во службата за борба против криумчарење. Магистар е по криминалистика и скоро 2 децении ќе кажеме дека е вработена во Царинската управа, од кои најголем дел во секторот за контрола и истрага, односно идентификација на дроги. Од 2001 година е активен обучувач на царинските службеници. Таа има своевремено објавено и прирачник за оваа намена и ова накратко би било представување за сите нас, за незината дејност, иако сигурно со ова најава нема да ја опфатиме целокупната работа која таа ја спроведува во својата стручност. Гостине, како што знаете, во циклусот кој го покрена Македонското радио за канабисот за медицински цели. Канабисот долго време е табу тема просто и еве за стартот ќе ја прашам и нашата гостинка на што се должи оваа табу тема, дали може би затоа што луѓето не се доволно едуцирани, не се доволно информирани да направат разлика меѓу синтетски и, ајде да речеме, природни психотропски субстанци, каква што е канабисот. Знаеме, обично погрешка и канабисот таму се класифицира, иако има голема разлика, како прво и основно секогаш треба да потенцираме, дури и кога се употребува за рекреативни намени, како тоа го велат корисниците, а не само за медицински, нема таква предозираност што предизвикала смрт, иако за жал, еве, нешто што го дознавме во договорот за оваа снимање со нашата гостинка, дознавме за жал дека дури и канабисот веќе синтетски го има. Многу прашања во едно ви поставив. Најпрвин добар ден. Поздрав до слушателите на Македонско радио и ви благодарам за поканата. Во мое лично име и во името на Царинската управа ја поздравувам оваа емисија која што сте ја започнале, а пред се и со цел едукација на граѓаните на Република Македонија во делот на легализација на марихуаната, употребата на марихуаната, особено во делот на злоупотребата на марихуаната. Кој е начинот на нејзина легална употреба, што значи и во кој сегмент е забранета марихуаната, какви се царинските процедури во однос на легално и нелегално набавување на марихуана. И како што сами рековте, многу прашања во едно. Се сложувам со вас дека со донесувањето на законот за употреба на марихуаната за медицински цели во 2016 година, кај населението се створи една мала забуна. Мислам дека луѓето не ја сватија до крај идејата што е тоа легална употреба на марихуаната, која што во нашиот закон засега е само за медицинска употреба, и се останато што значи рекреативно уживање на канабисот во Република Македонија. До тоа дојде токму заради тоа што вие веќе го поентиравте, а тоа е недоволната информираност на граѓаните. И сметам дека оваа емисија во голема мера ќе придонесе овде да се малце повеќе едуцираат и информираат граѓаните, и се надевам дека вашиот пример ќе го следат повеќе медиуми и институции во државата кои што ќе се потрудат да го информираат и едуцираат населението токму во овој сегмент, затоа што недоволната информираност доведува до многу поголеми последици кои може да бидат
со многу лоши, многу полоши отколку што веќе ги имаме, затоа што луѓето, сметајќи дека веќе имаме легализација на марихуаната, се дразнуваат да набават канабис масло или било каков вид на канабис дрогата од било кој извор, проверен или непроверен, а тоа може да биде многу опасно затоа што никогаш не знаат кој е тој што им продава, од што е добиена марихуаната, односно канабис маслото, и колку тоа канабис масло ќе биде поволно за нивниот организам, ќе вроди со некакви резултати во однос на исцелителните ефекти кои што ги има канабис маслото, или обратно, може да предизвика многу полоши последици од она што веќе одреден пациент или одредено лице ги има. Јас извинувам, ќе ви се уфрлам во вашата елаборација, токму затоа да се надоврзам на темата што ја кажавте. Факт е дека многумина корисници на канабисот го набавуваат на црно и дека постои начин тие да го проверат неговиот квалитет, наводно затоа што не се задоволни од оној легалниот, дека е преслаб во однос на овој што на црно се произведува, значи го набавуваат, а потоа го носат на испитување и така се обезбедуваат од тој ризик. Меѓутоа, дали сите тоа го прават? Легално не е, затоа што кога некој ќе набави нешто на црно, е набавено на црно. Значи, тука е целосно заобиколен законот и целокупната легитимна процедура за набавка на канабис масло. Верувам дека има такви луѓе кои што преку некои своји приватни канали, лични контакти успеваат во некоја од лабораториите во Република Македонија да направат контрола на маслото кое што го набавиле. Тоа не е легитимно, меѓутоа... Тури постои цена во социјалните мрежи, може да се сретне, се знае точно колку чини, така што значи дека не е по пријателска основа, туку веројатно има некој... Тоа е веќе во надлежност на други институции, каде што Царинската управа нема овде никаков увид во тоа. Меѓутоа, ова постојано отвара нови теми, значи овој серијал би можел да трае година дена додека сите тие аспекти би ги осветлиле. Но јас еве вака од некои своји лични сознанија знам дека има поединци кои што тоа го прават и тоа е добро. Дури сметам дека што од една страна би значило, знаете, малце контрадикторност во законот, но по некој пат е подобро да им се овозможи на луѓето производот што ќе го набават, па макар и на црно, да имаат опција да го проверат, за да бидат сигурни што е тоа што го консумираат. Сепак приоритет на државата треба да биде безбедноста на населението. Се надевам дека законот кој што веќе го имаме постепено ќе се либерализира и ќе добиеме еден многу подобар закон од сегашниот. Иако се извинувам, иако многумина смета дека ние имаме еден од најлибералните закони воопшто во Европа и во светот. Меѓутоа колку тој е заживеан, можеби тука повеќе се слабите тие карики. Република Македонија направи еден огромен исчекор на ова поле, затоа што не знам колку нашите слушатели знаат дека не многу земји во светот имаат либерализација и за употребата на канабисот, особено за медицински цели, има. Меѓутоа, единствени земји во кои што е целосно либерализирана употребата на канабисот се Уругвај, кој што први го донесува тој закон. Мислам дека беше тој 1993 година, не ме држите за збор. И од неодамна Канада, каде што употребата на канабисот по било кои основи, набавка, употреба, производство, уживање за рекреативни цели, за медицински потреби е целосно либерализиран. Имаме и други земји во светот, каде што, како што се Португалија и Чешка, каде што се либерализирани сите дроги за лична употреба, но законот ги ограничува количествата кои што поединецот може да ги поседува или да ги одгледува. Се разбира, тука се многу други земји, оно што е изненадувачки, една од земјите во кои што е канабисот прилично либерализиран е Северна Кореја. Имам чест да ја најавам нашата драга почитувана гостинка, доктор Ирена Витановска, специјалист по семена медицина, пионер, ке речеме со право, во искуствата со примена на канабисот и лекување на пациенти. Веќе хит лекар во Република Македонија, сите ја бараат. Таа има приватна пракса во ординацијата Ictus Remedium.
И не знам од каде да почнеме, докторке. 2016 година се донесе законот во Република Македонија за легализација на канабисот во медицински цели. Вие од кога поточно почнавте, како се охрабривте? Ајде да фатиме некоја генеза, вашиот интерес како лекар. Така, добар ден. Мене ми е чест да учествувам во ваква емисија, да ги кажам своите искуства со пациентите, лекувајќи ги со канабис. И сега да почнам од почеток. Години наназад, уствари, како еден мит беше, као една информација што кружеше ни светот околу чудотворните дејства на канабисот, меѓутоа тоа не беше така достапно практично за нас лекари, за да можеме да го практикуваме. Откако се легализира, фала Богу да се легализира, август месец негде беше 2016, добивме една едукација, семинар еден имавме во Александар Палас и дојдоа странци, доктори, кои што ни дадоа одредени информации во врска со канабис од нивните практични искуства во лекувањето. Значи убаво беше обмислено. Тоа толку беше убаво обмислено, али тоа беа така едни почетни информации. Така. Пробивање на мразот, за да ние можеме да почнеме да ги практикуваме. У тој момент се погоди септември месец да почнам да работам во еден старски дом во Скопје, во аеродром, и прва една ситуација што имав со гангрена на палец, на нога, со отворени рани по прсти, страшни декубити, ја немаше да го почнам да го практикувам. Меѓутоа, веќе се совпаѓа момент дека една директорка ми кажа како она го практикувала за нејзина свекрва и реков, ајде да пробаме, да видиме како тоа изгледа. Не може да наштеди, барем. Како што почнавме да го применуваме, декубитот помина за една недела. Значи, свежите отворени рани помина за една недела, а гангрена на прст, што долги години човекот ја имал, почна веќе некако да менјава боја. Приметивме дека има дејство, почна да пие човекот канабис, му се врати мозокот, дотогаш беше успан, меѓутоа пиеше CBD, така? Само за CBD зборам сега. Само зборам за канабидиол. Значи тоа е додаток на исхрана. Основ за лекување. Овде е граничен производ, регистриран. Јас извинувам, ние не смееме да го споменеме името на лекот, ограничени сме со закон за лекови. Да, значи ќе кажеме субстанца од канабис која има CBD и е домашно производство, еве вака, за да ги задоволиме сите стандарди наши професионални и на производителите на лекови, добро? Не знам како може домашно да се произведе ова, затоа што треба да се измери. Не, зборам домашно македонско производство. Домашно да производство, значи од фармацевска индустрија, сертификувано и за така. мене како доктор е многу важно да јас имам производ сертифициран. Производ зад кој стои Агенција за лекови, Министерство за здравство и фармацевска компанија. За да не се судрите вие со затоа што законот, кај нас докторите, не само со законот, него кај мене е важно да ја знам дози. Кои у милиграми што давам и која доза на пациентот му делува. Затоа што американскиот доктор изричито кажа дека е ова мултипотентен лек, може да се користи во многу области, али треба строго индивидуален пристап. Значи, не секој човек е еднако осетлив на тој лек. Само да прашам, дали и обуката беше за CBD или за THC канабис? За CBD. За CBD. Добро. Канабидиол е главен уствари во сето ова. И јас кога лекувам пациенти давам канабидиол. И студијата е направена со канабидиол. Најновите студии ова сега... Ова не го знаев и токму сакав да ве прашам и вас за да разграничиме, значи THC е психотропна субстанца и многу внимателно се дозира. Зашто? Затоа што прави интоксикација на мозок. Ги знаеме психотропните дејства на THC-то, но која е разликата во лекувањето? Има ли во лекување? Па прашање дали за ги знаеме. Од CBD-то? Влада една фама дека тоа THC е многу лековито. Еве ќе ви разјаснам. Да, тоа затоа што јас имам лечам пациенти и со
ТХЦ, CBD, кои што се усев препарати, значи се чуваат строго, мора да биде 50-50. 50-50 мора да биде за значи CBD, THC мора да биде 50-50. А кога се работи за епи и за мултипла склероза, тогаш мора канабидиол е главниот. А имам А за канцер се користи, значи 50-50. За канцер е 50-50, а за другите болести канабидиол е главен, ама во многу високи дози. И само се додава малце ТХЦ. Почитуваниот началник, господин Сашо Трпчевски од Министерството за внатрешни работи, поточно од секторот за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материјали во одделот за криминалистичка полиција. Многу е значен аспектот на безбедноста при користењето на канабисот, многу забуни има кај граѓаните, кај пациентите. Веќе 2 години, тоа е мал период од како е легализирана употребата на канабисот за медицински цели, говориме во Република Македонија. Што вие од вашето искуство имате да кажете за овој доста добар и либерален закон? Велат дека другите гости кои учествуваат во емисијата го потенцираа како најлиберален апсолутно во Балканот, па и пошироко. Како вие гледате на неговата примена? Би можел да кажам дека законот сам по себе донесе одредени подобрувања во општиот амбиент и се обиде да ги разграничи легалните од нелегалните начини употребата на канабисот. Затоа што во пракса имаме голем проблем со енормното производство и дистрибуција на канабис во последниве неколку години. Би сакал да истакнам исто дека ставот на Министерството за внатрешни работи е јасен и непроменет и дека канабисот и неговите деривати и сите супстанции кои што се наоѓаат на листата на забранети супстанции ќе бидат третирани на исти начин како до сега. Меѓутоа, сепак е голема новина што од таа листа 2 на забранети и недозволени веќе е променета листата во дозволени за медицински цели употреби на канабисот. Да, точно е тоа. Предмет на наш интерес е растенијата од кои се добива опајна дрога, конкретно кога збориме за канабисот. Тетрахидроканабинолот е таа психоактивна компонента која што го прави и го категоризира како опајна дрога. Со најновите медицински истражувања, нели, марихуаната има одредени лековити својства, меѓутоа ТХЦ-то сепак во мала мерка е застапено или воопшто не е застапено во некои од лековите кои што се нудат од страна на фармацевтските компании. Јасно е дека на овој закон работеле тим на стручњаци од повеќе области и покрај тоа што потенцираме дека е многу либерален и добар законот, меѓутоа апсолутно дека со повратната информација од теренот дека тој ќе треба да се доработува и токму тоа е целта на нашиот серијал, да помогнеме тој да заживее во практика, бидејќи има недоречености, треба да се допрецизират некои работи, па еве например покрај забуната кај обичниот граѓанин кој не е должен нели да знае што е точно ТХЦ, а што е CBD, односно нели CBD тоа е таа супстанца која е лековита, која е извлечена од канабисот, а која не создава зависност, не спаѓа во опијати, а покрај тоа не може да биде и се добива да нагласиме дека значи се произведува, имаме веќе и домашно македонско производство од 5% до 15% CBD, меѓутоа во поголеми проценти го има надвор од државата, може да се добие без рецепт во аптека, меѓутоа не може да се увезе. Во иста категорија спаѓа како што е и ова со ТХЦ. Тоа е така, нели? Да, во минатото морам да нагласам една работа. Во минатото имавме голем проблем со неstručни лица кои што се обидуваа од разни мотиви да изготвуваат деривати на канабисот. И овој закон во таа насока е многу корисен затоа што ќе го спречи просторот на тие лица кои што се неstručни и кои што нудат помош за одредени парични средства при помош на тешко болни и заболени луѓе да ги убрзат тие симптоми. Затоа овој закон е добар и во таа насока би го поздравил и ќе ги разграничи јасно физичките од правните лица кои што се занимаваат со оваа проблематика. Така.
Веќе има и производство, организирано, дозволено производство, неколку компании го произведуваат засадуваат, да речеме, канабисот и произведуваат домашни компании, чии имиња заради реклама не смеме да ги споменеме, нели, но кои го произведуваат за здравствени цели на граѓаните и дури ова CBD-то без рецепта се добива во аптека, а за широк диапазон на болести се употребува, па дури и може во превентивни најслабиот концентрат во превентивни насоки како суплемент да се употребува. Имаме за среќа, иако пионерски ќе кажеме, меѓутоа многу силни искуства на лекар доктор Ирена, кој исто така учествува во серијалот и која ќе го брани својот научен труд заедно со доктор Гордана, која исто така е доктор по медицински науки и фармакологија специјалист. Заеднички со овој проект ќе настапат во Белгија, каде што предизвика голем интерес со извонредните резултати од практиката. Па видите, секој напредок во медицинските науки, поготово во лечењето на тешките болести, не радува како луѓе и ние го поздравуваме тоа. Се надеваме дека марихуаната или канабисот, кој досега така беше долги години на нас сатанизиран, ќе најде своја примена и во медицината и ќе помогне на вистина на многу луѓе. Ние како министерство немаме проблем со тоа и се радуваме на тоа секако. Кажете ми, укажавте на нашето договарање пред да го направиме ова снимање по телефон од боксот, укажавте на една битна работа покрај комплексноста на оваа тема, што мора да се опфати од сите аспекти, како било тоа при донесувањето на законот, така ќе биде во градењето на една континуирана стратегија, нели? Ви укажавте и на неопходноста за на една друга глобален поглед, кажавте дека невозможно е просто изолирано да се гледа, туку мора и поширока, барем регионална соработка. Да, точно е тоа. Мислам дека регионалниот пристап и една синхронизирана и координирана иницијатива од сите земји во регионот ќе придонесе за хармонизација на законската регулатива, која што на нам, како на Министерство за внатрешни работи и на колегите од регионот ќе ни дадат еднакви услови за работа и не би било добро кога некоја од земјите од регионот би се издвојувала во однос на некои од законските решенија, затоа што ќе си направиме самите на себе многу проблеми. Видете го само случајот со Холандија, која што долги години наназад спроведува една поинаква политика во делот на борбата против дроги и проблемите кои околните земји со неја ги имаат. Значи мислам дека треба на тој план да се поработи малку повеќе. Укажавте и една друга работа што сакам всушност да ја потенцираме и овдека, како еден од главните атрибути кои се користи како бенефит од канабисот, што го истакнуваат повеќе стручњаци од повеќе области, е тој дека тој дури иако се користи, иако темата не е, повторувам, за здравствени цели, но дури ако се користи во рекреативни, нема смртни случаи. Но вие имате едно друго сознание, па би било добро да го споделиме и вашето искуство од анализите на ваши колеги. Па добро би сакал да кажам и некои негативни искуства од потребата на канабисот, индиректни. Значи со увид во некои статистички податоци на државата Калифорнија во Соединетите Американски држави од прогласувањето на целосна либерализација на употребата на марихуаната, зборот на смртни случаи на лица кои што учествувале во сообраќајни незгоди е зголемен за околу 30%. Тоа е факт што јавноста не треба да го игнорира, напротив, треба да се анализираат добро сите аспекти и да се донесе на вистина. Тоа е тоа, значи не, како што реков, не директен причинител, меѓутоа непосредно влијание, веројатно тука станува збор за корисници на Х-ефектот, односно на ТХЦ-то. Точно е, на ТХЦ-то ефектот и мораме да бидеме внимателни со тоа. Сепак се разликува од иницијативата за која говориме ние за употребата на канабисот во медицински цели, меѓутоа би им укажал на сите ваши слушатели дека ефектите од употребата на канабисот не се така безогледни како што се обидуваат некои иницијатори на одредени иницијативи да ги посочат. Значи треба да бидеме внимателни во преземањето на понатамашните чекори и треба да изградиме една долгорочна стратегија која ќе даде одредени ефекти.
господинот Томислав Трајков. Тој е еден од активните членови на невладината организација Зелена алтернатива и еден од администраторите на Facebook групата исто така Зелена алтернатива. Невладена организација која има голема заслуга околу кампањата и околу воопшто легализацијата на канабисот. Иако нашата тема е канабисот за медицински цели, сепак не можеме да не кажеме неколку збора за невладината организација, а се надевам че ги споменете и другите кои заедно со вас имаат заслуга за донесување на овој еден од најлибералните закони на Балканот сигурно, па и пошироко можеби за легализација на канабисот. Прво, зошто Зелена алтернатива се појави во Македонија како невладена организација, невладено здружение. 2014 година со организирање на семинар, што можеби беше и револуционерно во тоа време, семинар каде што беа гости најистакнатите професори и истражувачи на полето на канабис во време, значи збориме пред 4 години кога во Македонија беше табу тема, се уште пробуваат, се уште свесни сме дека живееме во конзервативно општество каде што е табу тема канабисот, меѓутоа полека го пробиваме тој проблем и за канабисот се повеќе се зборува, канабисот се повеќе се употребува и станува секојдневие и би рекол неопходност да се продолжи во по подобрување на закони и така натаму и така натаму. 2014 се прави првиот семинар, професори кои што истражуваат на темата, директно со луѓе кои што беа засегнати од аспект, од медицински аспект, луѓе доктори беа присутни на тој семинар и би убаво да ги споменеме и значи гостите. На тој семинар беа Лумир Хануш, значи човекот кој што можеби е најдолго во полето на истражување на лековитоста на канабисот како растение. Тој е чех, работи во Израел и е одговорен за откривањето на анандаминот, односно изолирање на анандаминот, состојка која што е слична на ТХЦ-то, она што го има во канабисот. Но за тоа ќе зборувам подоцна, зошто е тоа важно. Потоа беше Пол Хорнби, исто така научник од Канада, кој што веќе со години истражува на полето на стандардизирање на производи од канабис. Беше Рик Симпсон, еден од главните, да речам, активисти, човекот кој што го пушти рецептот како секој дома да може да направи екстракт масло од канабис и да го употребува за разни медицински состојби. И доктор Боб Мелабет, исто така неуморен професор кој што работи секојдневно во полето на канабисот. Тој професор во Колорадо, така што имавме медицинска фела, да речеме, едни од најдобрите во светот на тоа поле. Првиот настан беше во Милениум и од тогаш наваму, од тој настан па наваму, мислам дека се сврте вниманието за канабисот ни се една поинаква призма. Од моментот дека канабисот е дрога и е злоупотребуван од тинејџери и неморални членови на нашата заедница, канабисот одеднаш почна да се гледа во Македонија низ призмата дека е лек и дека луѓе го користат за подобрување на многу здравствени состојби. Значи, ние слушнавме како тоа растение кое што било стигматизирано, слушнавме на кој начин помага за многу болести. Така почна приказната, секоја година имаме нов семинар, секоја година имаме гости кои што работат и се во секојдневни истражувања во полето на канабисот и да речеме дека се најновите и најточните информации што ги добиваме од нив, а во исто време ги пренасаат неуморно на оние кои што доаѓаат на нашите семинари. Значи, дали тоа се доктори кои што би требало во иднина да препишуваат екстракт од канабис или се пациенти кои што на своја рака, за жал на своја рака ќе речем, затоа што законов се уште не дозволува да може секој да си произведе дома и да си го користи на начин на кој што тој сака, одговорно, меѓутоа подоцна и за тоа. За жал на своја рака го користи. Значи, во овие 4 години имаме организирано 7 едукативни настани, 5 семинари, имаме организирано семинар
заедно во соработка со Агенцијата за лекови во Македонија, каде што нашите доктори кои што треба да припишуваат екстракт од канабис, беа обучувани од страна на професорите кои што претходно ги спомнав, кои што Зелена алтернатива заедно со Агенцијата за лекови ги донесе. И можам да кажам дека ќе се продолжи на овој начин на функционирање, односно да се долови на луѓево да се промени свеста и значењето за лековитоста на растението канабис. Така да очекуваме да имаме уште еден голем семинар со македонски доктори, понатаму ќе видиме. Имаме една многу интересна ситуација во моментов. Во 2016 година Македонија доби закон кој што мислам дека ни една друга држава нема таков либерален закон во поглед на процентот на ТХЦ, тоа е компонента, активна компонента во канабисот, процентот на во поглед на процентот на ТХЦ, да, тој што е хай ефект, поради кој што нели канабисот го сврстуваат во категорија на дроги, кој што апсолутно неоправдано, затоа што сме свесни дека секојдневно и цигарите влијаат на добивање на рак на бели дробови и нарушување на здравието општо. Свесни сме дека и алкохолот доведува до одредени проблеми, тогаш така да не гледаме проблем како здружение, доколку некој сака да користи канабис одговорно, регулирано, значи не на начин како што е сега нелегален пристап и слично, него слободен пристап регулирано, каде што и државата би имала контрола на целата таа трговија со канабис, би имала заработка, би се инвестирало во училишта, би се инвестирало во јавни објекти кои што се во интерес на заедницата. Не гледам причина зошто и канабисот да биде да се продава, се уште на осуденичка клупа на црниот пазар. Секој кој што е над 21 година, веруваме дека одговорно знае да користи и алкохол, дали и свесно одлучува дали да пуши цигари, дали да јаде лоша храна или здрава храна. Така да зборот ми беше дека сме за тоа дека треба да има секој да се одлучи сам дали одговорно ќе користи или не. Кога се донесуваше законот, наши членови беа дел од таа работна група, заедно со македонски доктори. И сега имаме една ситуација каде што од една страна имаме супер закон каде што може да се препишуваат екстракти со висок процент на ТХЦ, кој што се покажа дека имам големи, одлични карактеристики за лекување на канцер. Да речеме и канцер и останати други заболувања, меѓутоа најважно е дека може да помогне и е многу помалку токсично од било кој лекарство кои што и методи кои што сега се користат за лекување на канцер. Од таа причина, значи ние имаме одлично либерален закон, процентот на ТХЦ не е ограничен кога се препишува и сега се содруваме со два типа на предизвик. Едниот предизвик е тоа што имаме доктори кои што не по нивна вина се уште не се доволно едуцирани и не се доволно, да речам, вклучени во тој процес на едукација. Бариерата не да, може би има и одредена бариера, бидејќи сето тоа за нив е ново. Тие си имаат одредени лекарски протоколи кои што си ги следат. Генерално, искрено, немаме добиено некој сериозен одговор од македонските лекари со присуство на нашите семинари кога доаѓаат странски еминентни лекари. Значи, ние ги повикуваме веќе наназад на сите семинари да дојдат да земат учество во дебата, значи да седнат заедно со професорите кои што работат на тоа поле и да поразговараат за проблемите и нејаснотиите што тие ги имаат при препишување, затоа што ние имаме сега производ кој што можат да го препишуваат. Ако имаат проблем во препишувањето повеќе во дозирањето има. И во дозирањето, тогаш тие семинари се одлична можност за со своите колеги од странство да разговараат на таа тема. Имаат посетувано, имам таква сознание, меѓутоа за жал се уште се можам слободно да кажам една затворена фела. Со секоја чест на исклучоци, имавме гостинка во студио која има извонредни резултати и веќе ги брани тие одлични резултати во Белгија веќе сега во септември. Одлично. Научно докажани, заедно со научник ја работи таа своја студија на пациенти и тоа на најтешките заболувања и на многу возрастна популација. Има извонредни резултати, мислам, имам и брошурата каде што тоа е систематизирано и прикажано. Значи,
во исти кош не можеме сите, меѓутоа сепак е пионер, може би уште некој уште 2-3 да има кои не во таков обем нели работат, меѓутоа еве тоа е меѓу другото и целта на оваа емисија да ја пробудиме свеста не само кај пациентите, не само кај граѓаните, меѓутоа пред се кај компетентните лица кои треба да ја прифатат, тука се фармацевтите исто. Имаме сериозни подобрувања. Се сложувам со вас дека имаме Сепак се подобрувања. 2 години во прашање. Да, веќе живееме во време каде што информациите се достапни. Во Македонија, мала земја, лековитоста на канабисот и успешните приказни брзо се проширија некако. Луѓето можеби не сме ни свесни колку има широка употреба и колку веќе го споделуваат тоа со докторите. Одредени доктори, да речеме, не јавно, меѓутоа им посочуваат на пациентите да користат. Меѓутоа има и такви екстракт кои од канабис. забрануваат. Има и такви кои што забрануваат. И Меѓутоа тоа оние меѓу кои што еве да речеме се едуцираат на темата канабис, неговите лековити својства, можеби не смеат да јавно му дадат совет на одреден пациент. Меѓутоа Зашто да имаат веќе законска дозвола за тоа? Имаме законска дозвола, не знам од која причина. Почитувани, првата емисија од серијалот Вистините и предрасудите за канабисот за медицински цели привршува. Изборот на музиката беше на колешката Билјана Николовска. Снимањето беше на колегите Мирче Костадиновски, Исмаил Авдуловски, Бесим Кека и Весна Спасовска. Техничкото оформување го направија колегите Тони Цаневски и Бесим Кека. Уредник и водител Гордица Величковска. Втората емисија ќе ја слушате во идната среда во истово време на истава фреквенција. Ви благодариме за вниманието.